Здраво сите, добро дојавте во ново видео. Во денешното видео ќе ги погледнеме сите најдобри програми од секоја голема категорија. Сите програми во ова видео се бесплатни, па веднаш може да одите и да ги снимите на вашиот компјутер. Од сите ќе имате линк во дескрипција, а сега без долго влекување може да почнеме. Првата категорија за која што ќе зборуваме се интернет пребарувачи. Има огромен број на веб пребарувачи, но пред да го кажам моето мислење на тоа која е најдобра, некаде горе на екранот ќе ви се појави клупче на кое што ќе може да гласате. Тука ќе ви бидат понудени неколку веб пребарувачи и доколку е вашиот меѓу нив, одберете го. А сега, најдобриот пребарувач од 2019 е Mozilla. Пред да одите да ставите дислайк и да го напуштите видеото, би ви рекол да ме сослушате. Значи, ништо немам против Google, супер е и може да се рече дека е најдобар. Но во последниве неколку години некако го запоставија пребарувачот. Тоа е голем проблем што треба да го поправат. Mozilla, за разлика од Google, многу е подобар кога станува збор за послаби компјутери и многу помалце кочи и има доста нови додатоци и поради тоа Mozilla ќе го ставиме за сега на првото место. Има многу други пребарувачи, но експериментирајте и најдете си што е најдобро по вашите барања. Следната категорија се скрин рекордери. Порано немаше некој добар скрин рекордер кој што беше бесплатен. Па мораа да се најдуваат кракови за фрапс, но сега има многу добри скрин рекордери кои што се бесплатни и далеку најдобар е OBS. OBS, или уште позната како Open Broadcast Software, е програма со која што може да снимате лайв стримови и да го снимате самиот екран. Програмата е супер, значи може до 4K резолуција да снима видеа, многу квалитетна. Значи за тие што сакате да почнете гейминг канал, дефинитивно најдобра програма ви OBS. Следна категорија се програми за едитирање на слики. Колку и да сакам Photoshop да е бесплатна, сепак не е. Па мора да се најде некоја друга алтернатива и најдобрата алтернатива според мене за Photoshop ви е GIMP. Ова програма е можда и најстара на листава, од 1996 и е многу добра Photoshop алтернатива. Работи со исти принцип на леери и алатки и сега со овој новиот апдейт уште подобар оверлеј има и мислам дека вреди да се испроба. Следната категорија се апликации за уредување на видео, односно видео едитори. Се разбира, најдобрата апликација за ова е Adobe Premiere Pro. Тука некаде може да се рече дека и Sony Vegas, но тие се со пари. Бесплатната алтернатива на Premiere Pro би била DaVinci Resolve, што е одлична програма. X-Men мислам беше филмот. Овој филм е направен со оваа програма, а е доста познат филм, што кажува само колку е моćна програмата. За да научите програмата е малку комплицирана, но се учи полесно од Adobe Premiere Pro. Меѓу неките страни на оваа апликација е фактот што многу добро може да се color gradува видеото. Па доколку сакате да почнете на YouTube, а барате добар видео едитинг софтвер, ова е апликацијата со која што би почнали. Во следната категорија се медиа плеери. Најдобар медиа плеер според мене ви е VLC. Секако вид на формати ги прифачи и би ви отворил секако вид на видео. Единствена замерка кај оваа апликација е што оверлејот е малку застарен, но тоа не е никаква причина за да не ја симнете VLC медиа плеер. Кога станува збор за апликации со кои што може да правите 3D анимации, најдобар избор би бил Blender. Blender е бесплатен и со него може да правите, како што реков, 3D анимации, па дури може и да едитирате видеа, но проблем е што оваа програма бара многу учење, значи воопшто не е лесна, но доколку се увршите можете како цртани, филмови, анимации, се може да правите со неа и заслужено е најдобра во оваа категорија. Последната категорија за денеска ви се антивируси. И според мене најдобар антивирус, кажав и во некој од претходните видеа, е Avast, но се разбира има и многу други. Има Norton антивирус, Касперски и не знам уште доста други, но кој да одберете од антивирусите нема да сгрешите, сите се добри антивируси и ви го штитат компјутерот. Значи листава може да трае многу, па затоа не сакам да го направам ова видео предолго. Доколку сакате парт 2, видеот нека добие 30 лајкови. Доколку мислите дека има подобра бесплатна програма за некој од овие категории, слободно напишете во коментар. И тоа е тоа за ова видео, не заборавајте го лајкнете доколку ви се допадна, ставете subscribe, а ние се гледаме во наредно видео, до тогаш, поздрав!